Денеска со нас во ексклузив се наоѓа новата музичка звезда, чија кариера штото го започна. Владко Лозановски на моја чест, а се надевам и да задоволство на гледачите токму сега. Владко, здраво и како си? Здраво, Боке, јас сум супер и како прво сакам да ги поздравам гледачите на ексклузив и благодарам за поканата. Колку што јас те познавам, со музика се бавиш од доста мал. Која беше твојата желба, мотивот, ете на некој начин да запееш? Па добро, уште како мал. Значи си пеев по нешто приредби, представи некоја си во основното училиште, каде што подоцна продолжи во Средното музичко училиште во Битола, каде што и претходно свирев на хармоника, нешто на мандолина, бев во хорот, а продолжив значи во Средното музичко училиште во Битола, на одсек теорија, и каде и продолжив и во факултетот тука во Скопје, исто така на одсек теорија. Сега си дипломиран. Не сум сега уште дипломиран, имам уште неколку испити, но се надам дека за скоро време и тие ќе бидат завршени и се надам дека ќе дипломирам во скоро време. Кажи ми, дали се сеќаваш на твојот прв настап? Кога беше, дали за почеток имаше трема и какво беше чувството ете за прв пат да застанеш пред микрофон? Добро, првиот настап беше многу одамна, секако дека имав трема, мада и сега уште имам трема, но порано беше поголема тремата. Првиот настап мислам дека беше некако околу 4-то или 5-то деление на некоја си приредба таму во моето основно училиште. Знам дека пеев некоја си народна песна, тоа беше мислам колку што можам да се сетам Ангела од Зоран Ванев и пеев со мој добар школски другар од тие времења од детството. И кој ти ја даваше најголемата поддршка, ете за прв пат кој ти ја даде поддршката што те поттикнуваше и те поддржуваше да пееш? Па секако дека тука е семејството, татко ми, мека ми, тие уште почетокот ме поддржува и ме поддржувале и ќе ме поддржуваат и им благодарам за тоа, а тука се и моите пријатели кои секој пат ја имав нивната поддршка. Според тебе колку е потребна на физичка подготвеност за еден пејач? Па секако дека физичката подготвеност треба да биде многу добра, поради тоа што треба да се има некој си тренинг во пењето, а после веќе третата песна и се троши многу енергија. Со завршување на шоуто Мак Звезди, во кој учествуваше и ти, а не победи, реагираше на тоа кога публиката, многобројната публика го викаше она во еден глас: Владко, ти си победник, ти си се, кога ја слушна таа негативна мисла и онаа негативна работа, тие на некој начин се разочара од или од жирито, или можеби од некоја друга работа. Реагираше ли ти некако, или колку што јас може да забележам, пред се беше многу сталожен и смирен како ништо да не се случува? Зошто така реагираше кога многу пејачи или многу оние кои ја заслужуваат победата, бурно би изреагирали или би направиле некој скандал? Добро, значи, кога го скандираа моето име, секако дека бев премногу возбуден и премногу среќен, но мојата цел не беше, значи, да победам таму или нешто слично. Мојата цел беше да излезам на бината, да ги испеам моите песни, моите 3 минути од, значи, од една песна. Да покажам све што знам, а што ќе биде, нека биде. Јас сум многу задоволен што ги испеав песните на мој најдобар начин и тоа. Ајде, дока сме тука кај Мак Звезди, како одеше тогаш соработката, како соработувавте, шетавте многу по градовите, знам дека пеевте во доста дискотеки. Кажи ми некоја случка што ти оставила во најголемо сеќавање, нешто што ќе се сеќаваш и сега ете на некој начин ќе го споделуваш со минатото. Да, значи имавме многу неразделни моменти со кандидатите на Мак Звезди. Тие како прво ми беа многу добри пријатели, многу се поврзавме, тен 9 месеци бевме заедно и не можевме да имаме некој си лош збор меѓу себе. На некоја интересна случка не можам точно да прецизирам некоја случка, но можам да кажам дека најдобрите случки се десија во Охрид, каде што бевме на, мислам дека 3-дневен одмор. Да се префрлиме малку на она поинтимна смисла на зборот, на она твое приватно мото и на некој начин да ни откриеш нешто повеќе за тебе. Може ли, ќе бидеме искрени сега кога станува збор за љубовта? Па добро, сега за љубовта не сакам да кажам се јавно нешто, али... Дали си заљубен? Добро, сум заљубен, сега моментално. Кого да не прашуваме многу? Не сакам сега да го кажам тоа јавно. Каде може да те најдеме тука во Скопје? Каде излегуваш претежно и каде се забавуваш во вечерните часови? Па добро, Скопје тука многу поретко излегувам, најчесто излегувам кога сум дома кај мене во Кичево. Се излегувам со моите најблиски, со моите другари. А тука најчесто одам на некои си кафичи каде што можам да го испеам некој утринското или попладневно кафе и одам каде што ми е најкомотно, значи можат сега да ме видат.
Кажи ми некој од оние популарните или од јавните фаци, која би ја одбрала да ја однесеш на некој појадок и да се забавувате и фино да си поминете еден ден? Така. Значи, ако би поканал јавна личност, секој пат би помислил дека тоа би било некоја атрактивна личност. Не мора да е атрактивна, ете може да е изгодна со големи гради, чии погледи ќе се насочуваат токму тамо во текот на неколкуте часа кои ќе следат. Така. Но јас сепак ги одбрал некој добар пејач, некој, например, како Стиви Вондер, некој Ли Рајан, Девид Ковердел, и би ги однесол тука негде во некој традиционален наш ресторан и го почастил, например, да решиме со тавче, гравче, нешто, со некои наши традиционални јадења. Сепак да кажеме дека сме ние дел од Македонија. Да, секако. А кажи ми која девојка би ја ставил во една од најсекси девојки македонки? Македонки? Па не можам се точно прецизно да кажам некоја. Значи сите македонки мене ми се убави, не можам значи да издвојам, сите се убави на некој начин. А кој дечко ти е најпривлечен? Значи истото би одговорил слично како и кај девојките. А тоа е? Па не знам точно исто како што кажав кај девојките, секој човек си има своја убава и не би сакал да издвојам. За новата песна Врати ме, која беше промовирана на радискиот фестивал во Охрид, на кого си му најмногу благодарен? Најголема благодарност би била значи на авторите на песната. Многу ми значи што ја направија таква песна, тоа се Лазар Цветковски. Стана хит. Ептен голем хит и им благодарам за тоа, значи на Лазар Цветковски, музика на Жман и на Милан Миланов ги поздравувам и тие се истите кои што истиот тим кој ќе го работи на следната песна, а секако и на албумот кој веќе се работи на тоа и би требало да излезе негде во почетокот на 2009 година. Кажи ми, дали планираш спот за оваа песна Врати ме, која беше промовирана на радискиот фестивал во Охрид? Па добро, сега, значи че има на некој начин спот на песната Врати ме, поради тоа што веќе е позната таа песна, веќе е хит, знаат сите слушатели и гледатели. Само би направил извадоци, например, од радискиот фестивал, а нов спот би бил значи на втората песна. Значи таму повеќе би работел на вториот спот за втората песна. Имаше менаџер. До пред известно време соработувавте на некој начин, но соработката згасна. Што се случи? Зошто не соработувате повеќе? Точно дека имав менаџер во почетокот. Тој ми помагаше околу тоа, околу мојата кариера, но после тоа се види дека нашата соработка не е како што треба и на некој начин двајцата отидовме ги разделивме нашите патишта и тоа само можам да кажам за сега. Во најскоро време што планираш? Значи најскоро време планирам да се извади втората песна, значи вториот сингл и значи спотот на Врати ме и спотот на следната песна. А друго што планираме значи учеството во Штип на Макфест, каде што треба да настапа на негде околу 9, 10, 11 октомври. Тоа е сега за сега. А сега за сега останувам да ти честитам, еве токму тука каде што се наоѓаме. Многу успех, уште многу награди, уште многу победи и се најдобро во твојата понатамошна кариера. Благодарам од срце и се надевам дека и понатаму ќе се видиме за убави работи.